Почитувани, Законот за јавни набавки вели: ако избраниот понудувач се откаже од склучување или извршување на договорот, договорниот орган може да го склучи со следниот рангиран понудувач или да ја откаже постапката. Дали новото раководство во РЕК Битола постапило по законот или се обидало да склучи договор со второ рангираниот економски оператор? Кој бил второ рангиран економски оператор и колкава е неговата понуда? Дали и колку таа понуда се разликува од понудата што е прифатена во договорот во 4 очи? Дали се вистини наводите во медиумите дека цената која ќе плати РЕК Битола за гигаџул ископан јаглен ќе биде двојно поголема од досегашната цена со која се вршел ископот? Граѓаните се загрижени и се прашуваат каде ќе заврши таа разлика во цените, кој ќе профитира од скапите бизнис делки на власта. Државата и граѓаните сигурно нема. Ваквите бизнис делки се на директен товар на граѓаните. Цената за ископот не ја плаќа СДСМ, туку плаќаат на граѓаните на Република Македонија. Неодговорноста на власта е очигледна. Од 3 милиони евра кои се одвојуваат за ископ, со добро менаџирање на средствата и законските процедури можеше да се искористат, односно да останат пари за некој нов инфраструктурен проект. Нема инвестиции во образованието, нема повисоки плати, пари за социјалците и слично. На виделина излегува која беше вистинската намера, односно со укинувањето на Советот за јавни набавки. Без Советот нема критериуми и критериумите се по желба на власта. СДСМ го укина Советот за јавни набавки и со тоа го укина единствениот контролен механизам. Расипништвото кој го манифестира власта не турка кон дното. Парите на граѓаните се трошат без никаква одговорност. Ветуваа живот, а донесоа беда. Благодарам.